Пиеро и Хоп, на вашите портрети ќе им користи малку работа. Но сигурна сум дека утре ќе сте подобри. Се надевам. Не ме бива за цртање. Се плашиш дека мајка ти ќе се налути заради лошата оценка по цртање? Мега одлична идеја да го фрлиш цртежот во ѓубре, а? О, драг мој Пиеро, Бобо, зошто си го фрлил цртежот во ѓубре? Не сваќам. Прекрасен е. Разбирам, твојата наставничка не разбира вистински талент. Ке те ставиме во друго оделение. Што? Не, те молам, мамо. Полека, намерно направив лош цртеж. Знаеш, другите некогаш ми се многу љубоморни. Но мој Пиеро, Бобо, не смеш да си го потиснуваш талентот за да ги задоволиш останатите. На следниот час по ликовно сакам да видам да добиеш златна звезда. Или јас ќе одам да зборувам со наставничката. Сосот школки, готов сум. Не мислиш дека можеби треба да ја кажеш вистината? Но за како да не ти ја каша, тоа би ја скршило. Остави ме насамо да патам. Сирот Пиеро не може да ги смени часовите. Ова навистина не е фер. Не грижи се, ќе најдеме решение. Да одиме кај воденицата. Ке видиш, Пиеро, кога еднаш ке го научиш методот на Да Винчи за цртање, ќе биде супер лесно. А престани да мрдаш, Валеријано. Како да те нацртам? Па зашто не ми кажеш како да позирам? Бегај, добро, вака, не така, повеќе вака. Бинго, не мрдај. Готов си, ме фаќа нервоза. Може да видиме? Секунда, се уште не. Ето, готов сум. Тоа би требало да биде мојата глава. Изгледа како да си смачкал мува на платното. Се откажувам. Ајде, Пиеро, пробај уште еднаш. Едноставно знам дека ќе успеш на крај. Добро, во ред. Ќе пробам пак. Залудно е, со очи се со тоа. Цртам како бебе. Вау! Дали јас го нацртав тоа? Кој би рекол? Јас сум пердула фантастичен во цртање. Колку чудно. Чекај, јас да нацртам Присила. Тоа е прекрасно, Калимеро. Тоа е мега кул. Ова пенкало го измислил Да Винчи. Црта се што ќе кажеш. Калимеро, дај ми го, те молам, само овој пат, само за часот по ликовно утре. Но се согласивме никогаш да не вадиме надвор некој изум. Но те молам, те премолувам. Пур, моја мама. Добро, во ред. Благодарам. Вие сте најдобрите другари што една патка може да ги има. Светот конечно ќе дознае мојата гениална страна. И врати се навреме за ликовно. И уште и банана. Нилски конј. Пиратски брод. Не, чекај. Нилски конј на пиратски брод кој јаде банана. Еј, Пиеро, се обложувам дека не знаеш да нацрташ ни морков. Гледана. Ке те нацртам дури цел куп моркови. И ти како ги јадеш. Тадам! О, и мене нацртај ме како јадам моркови. Што е работата? Вчера не знаеше ни компир да нацрташ. Земаш часови? Не, тоа е благодарение на ова пердувесто фантастично пенкало. Продавницата во супермаркетот на татко. Тоа. Прототири. Нема врска. Прототип.
Така е, прототириум од супермаркетот на татко ми. Само кажи ми што сакаш да нацрташ и тоа ќе направи се, убаво, нели? Тој ќе биде главниот уметник на часот по ликовно. Подоцна лесно умни. Еј! Убаво, Пиеро, им дозволи да украдат изум на Да Винчи. Брзо, по нив! Ау. И ми избегавме. Брзо, ајде да го пробаме моливот. Еј, ова изгледа како да е нацртано со пенкалото на Да Винчи. Во право си, Присила. И тоа. Исто и тоа. И види уште еден. Тоа е тоа. Треба да ги следиме трагите од цртежите. Ајде, дечки, помогнете. О, кога ќе јадеме? Прегладне. Мислам дека знам како да си го земеме моливот назад. Чекајте ме тука. Никој не може да одолее на пита од мама. Може за мене едно залче? Може залче? Не, за тебе, Пиеро. Колку сум гладен. Ми се гледаат пити пред мене. Мине! Пита! Ама сум гладен! Пита! Ама сум гладен! Моите постери, ве фатив на дело тројцата. Моливот, никогаш веќе нема да го испуштам. Не! Не! Моливот на Да Винчи. Тоа е само стар молив. О, не! Чекај! Моите цртажи! Моите цртачки да не ви заврши овај крај! Обиди се сега да нацрташ пейсаж во каков стил сакаш. И овој пат во боја, со четките за боење. Можеш, Пиеро? Еј, бегај, тргни се! О, не, мојот цртеж. О, не, што направив? Еј, тргни се! Што прави тој? Бегај! Кутриот Пиеро. Борете, деца, да ги видам цртежите. Господјо, видете го мојот прекрасен е. Воопшто не е лош хоп. Твојата печурка е многу интересна. Тоа не е печурка, дрво е. Ти си наред, Пиеро. Па, еве, јас се обидов. Оу, видете го ова, деца, колку убав пейсаж нацртал Пиеро. Твоите диви потези со четката се едноставно преубави. Идејата да се стават листови на нив е одлична. Многу добро, Пиеро, навистина си напредувал. Јас? Одлично, Пиеро. Изгледа твојата генијалност е уште поголема без неверојатниот молив. Мора да признам, не е толку лошо. Златна звезда од наставничката. Знаев дека си понапреден во одделението.
Твоето ремек дело ќе го ставам во дневната. Мамо, и знаеш што? Следниот пат ќе добијам златна звезда за пеење и по математика, дури и за гимнастика. Ау. Калемеро, мислиш дека Да Винчи има изум за час по гимнастика? Што гледате? Да немам сос од сливи?